Почитувани гледачи, добар ден, ново издание на ваш термин, 12:30, знаете, секој вторник се дружиме, разговараме, информираме, ве едуцираме во однос на проблемите со вашето здравје, така ќе биде и денес. Сакам вака во најавата да кажам нешто што така ми е драго кога ќе искомуницирам со млади, амбициозни луѓе кои што навистина со својата професија, односно нивната професија е толку благородна која што секојдневно им помагаат на дечињата со разни потешкоти, со разни развојни нарушувања, па и со аутизам и со одредени, како да кажам, пречки во развојот. Тие се тука, нели, за нив секојдневно, за да им помогнат да ги надминат сите овие проблеми. Денеска со мене во студиото е магистар, специјалист Бојан Богдановски, кој што е логопед. Тој неодамна отвори свој центар, значи центарот СЛП Бојан, че се вака да не оддалеку читам, да си го приближам ливчето, Центар за логопедија, специјална едукација и рехабилитација, односно тоа ќе биде еден современ центар и веќе функционира, кој врши превенција, диагностика, процена, интервенција и третман на лица со патологија во вербалната комуникација, како што кажав и претходно, лица со задоцнување во психомоторниот развој и како што се вели на страната на центарот, се со една цел рано откривање и третирање на голем број состојби од тенденција на добивање посакувани резултати, функционалност и најбитното квалитетен живот. Бојан, добре дојде, многу ми е драго што ја ви искомунициравме, а подолго време некако и јас те следам да те повикам во емисија, меѓутоа еве денеска требало да биде тоа. Неодамна го отвори центарот, па првин кажи ми со која цел го отвори центарот. Пред се да ви се заблагодарам за поканата и да ги поздравиме сите оние кои не гледаат. Во однос на самиот центар, да, можеби велиме нов центар, но за него стоим, да кажеме, име, на некој начин бренд за логопедија и дефектологија, кој што го применуваме години наназад. Так. Само ова представува, значи, на нова форма на центар, каде што се нудат логопедски, дефектолошки услуги и консултативна педиатрија од областа на ретки болести, метаболизам и генетика, односно еден како да кажам, склоп на многу бројни дејности кои се меѓусебно поврзани, некој начин не можат да функционираат една без друга, а би дале брзи и најдобри резултати за нашите пациенти, без разлика дали се тоа децата или пак се возрастните. Да, ти веќе долго време нели функционираш, си работиш како логопед, работиш во други центри, меѓутоа сега одлучи да си отвориш свој сопствен центар и да си го отвориш како што кажа и ти пред малку пред да се вклучиме, нели, по оние стандарди кои што ти си ги зацртал. Па кажи ми првим, која е визијата на центарот? Знаете како, секој од нас кога е мал сака да биде нешто кога ќе порасне. Нормално како растеме, тие интереси се менуваат, но сепак нашите цели, особено карактерни особини, остануваат низ животот. Она што велиме, секогаш детето постои во нас, односно остануваат црти од него, зависно како ние ги негуваме. Јас од секога сум сакал она што го нудам да биде строго професионално, научно, медицински поддржано и при тоа навистина да има еден светски, еден европски стандард, како би можеле навистина добиеме квалитетни резултати. Бејќи секој нас слуша за тоа колку е добро во странство, колку е добро во странство, кај нас не е доволно добро, но затоа јас реков, треба да направиме, значи, промена, затоа сме сите ние тука да си подадеме рака, да правиме размена на тие колегијални стручни знаења во однос на тоа да се создаде еден центар каде што стварно ќе се нудат методи, техники, вежби кои што се научно поддржани и кои ќе дадат навистина успешни резултати, ќе стоиме ние за да ни успешни приказни на нашите деца. Да, можеби секој дете не е исто, без разлика, нели, дете или возрастен има различна тежина на својата состојба, но да го извлечеме максимумот кој оние состојби каде што се смета, нели, во јавноста дека за нив на некој начин нема помош. Но затоа сме ние тука да направиме промена за истото. Така. Ние денеска одлучивме да поразговараме за три нешта. Ќе кажеме по нешто за сите три. Ќе почнеме со аутизмот, бидејќи веќе следува на 2 април, тоа е идната недела, се одбележува Светскиот ден на свесноста за аутизмот, кој се одбележува секоја година на 2 април, како што кажав, а почна да се одбележува далечната 2008 година. Кажав дека претходно си работел долго време, нели, како логопед, па кажи ми, често пати кога говориме за аутизмот, а еве во пресрет на одбележувањето на денот, секогаш вие и вашите колеги велите дека
аутизмот на вистина некако, како да кажам, од година во година зачестеноста на појава на аутистичен спектар кај децата се зголемува. Какви се твоите сознанија? Така, немаме некои официјални бројки во Македонија за тоа колку лица има со аутизам. Да, за жал кај нас се е така. Но можеме да кажеме дека на вистина праксата покажува дека од ден во ден, значи не од година во година, се зголемува бројот на деца со аутизам. Кој е причината за тоа? Тоа е една огромна мистерија за науката и за самата медицина, односно тука велиме дека постојат многу фактори кои што влијаат пред бременоста, во текот на бременоста, на самиот чин на раѓање, понатаму по бременоста, но клучно е тоа дека сепак ние се соочуваме со зголемен број на деца со аутистичен спектар. Кога велиме аутизам, значи тоа може да кажеме дека не е само една состојба, туку затоа велиме аутистичен спектар нарушување, кој што во прв план ја засека говорната комуникација, социјалната интеракција, односно на некој начин желбата за интеракција со лицата во околината, и при тоа е проследена со голем број на стереотипи и репетативни активности, односно повторувачки движења, затоа овие деца честопати се насочуваат дека тоа се деца како да живеат во сопствен свет, како да се повлечени, не сакаат да остваруваат комуникација, но мораме да кажеме дека тие се соочуваат и со многу голем број на потешкоти, како што се сензорните потешкоти, најчесто кога ќе ги допреме за коса, ќе ги допреме за кожа, може кога се изложени на светлина, тој им пречи на одредени звуци затвораат уши, понатаму имаме моторни потешкоти, многу од нив имаат потешкоти со графомоториката, изведување на за некого друг, можеби да кажеме едноставни активности, за нив се многу голема потешкоти, односно овие деца на вистина имаат расстройство во самиот развој и имаат потреба, значи не само од логопед, туку од голем број на медицински професионалци, како психијатар, педијатар, невролог, дефектолог, логопед, психолог и голем број други професии, за да може да стигнеме до таа диагноза и да се даде еден мултидисциплинарен и квалитетен третман. Особено кога се говори за аутизмот, тука се подразбира појавување на одредени синдроми, нели? Би сакала да споменеме за Саван синдромот. Тоа е исто еден синдром кој што се јавува кај ретки случаи на аутистични деца. И тоа се оние дечиња кои што имаат висока интелигенција. Ајде малку да го појасниме овој синдром, бидејќи многу често тука се, како да кажам, се испушта аутистичниот спектар на нарушување, тука се припишува тоа на интелигенцијата на детето, кога некој мало дете, нели од мала возраст ќе почне само да чита, ќе пројави некој посебен талент за уметност, за сликање, за музика. Дали е тоа и дали може да се каже дека тоа е дел од аутистичниот спектар на нарушување Саван синдромот? Она покрај што велиме дека е важна диагностиката, многу е важна диференцијалната диагностика, односно направиме разлика меѓу две состојби кои што се сличи меѓусебно. Тука лежи клучот на оној што велиме добар диагностичар, од што зависи успехот на самите третмани. Кај многу од децата кои што имаат аутистичен спектар се забележува во ранна возраст дека тие почнуваат брзо да читаат, брзо да може да совладаат некои познавања, како што се она што велиме хиперинтелигенција за познавање на некои информации за вулкани, за планети, диносауруси и така натаму, потоа започнување со сметање со математички операции и така натаму, но од друга страна затоа велам добра диференцијална диагноза. Добра. Некога значи постојат расстройства кои што се манифестираат со тоа што имаат однесување слично на аутизам. Но тоа не е аутизам. За разлика од аутизмот, кој што, како што кажав, треба да има добра диагностика. И она често што се вели, например како кај развојната дисфазија. Децата кога се мали, манифестацијата е многу слична на аутизмот, тие исто така покажуваат интереси ко броеви, букви, баркодови, диносауруси, планети. Но, како ние ги следиме децата, односно како оди напредокот или наспроти прогресот, значи на самата состојба, ние уведуваме дали станува збор за аутистичен спектар или станува збор за, како што кажавте, синдром или друг вид нарушување. Затоа таа диференцијална диагностика е од големо значење кај овие состојби. Сакате да кажете дека Саван синдромот не е како дел од синдромите кои што би требало да бидат специфични за едно дете со аутистичен спектар на нарушувања, оние високо интелигентни деца? Коморбидитети секогаш може да постојат. Аутизмот, значи, може да биде проследен и со интелектуална попреченост.
но тоа не го дефинира дека е аутизам. Аутизмот како аутизам е посебна состојба, односно аутистичен спектар нарушување. Она што велиме појава на некои хиперинтелигентни појави, тоа се јавува често кај децата, но не можеме да кажеме дека тоа е причината која предизвикува аутистичен не мора секогаш да значи дека е тоа апсолутно, затоа една добра и квалитетна диагностика од големо значење. Сега кога говориме за диагностиката, често пати родителите не знаат првино од каде да почнат. Како оди диагностиката? Кому треба првин да се обратат? Кој е тој што дава завршна диагноза дека има детето аутистичен спектар на нарушување? Кај нас постои нели еден центар? Дали таму се случува тоа? Кои се или збир од повеќе специјалисти па го даваат завршниот печат на она што се вика проблем? Како што кажав, добивањето на диагноза е многу тежок момент за самите родители. Често пати самите родители се случува тоа да го одложуваат моментот на добивање диагноза, затоа што не секој сака да прифати и да се соочи со таа состојба, бидејќи тоа е навистина, многу тешко. Од друга страна, често пати подејство на нивните родители, односно бабата и дедото, потоа пријатели, соседи, така натаму, им се наметно мислење, дека ова не е страшно, да оставиме малку понатаму, дека можеби нешто ќе се смени. Тука настанува проблемот кога се одолговлекува тој момент на добивање диагноза и потоа често пати родителите, тоест најчесто се јавуваат кај матичниот педијатар, кој што им насочува дали ти имаат потреба од логопед, имаат потреба дефектолог. Сега, каде настанува проблемот? Често пати родителите започнуваат со логопедски дефектолошки третмани, остануваат само на тоа. А не треба само тоа. Да, или пак посетуваат физикална терапија, зависи од самата состојба, и тука се кажува дека да, вашето дете е задоцнува во развојот, дека има проблем со концентрација, внимание, но секој родител велам дека најдобро го познава своето дете. Одлично тој чувствува душевно дали неговото дете има поголем проблем од тоа што моментално имаат сознание или пак не, па затоа велиме дека секогаш е потребен овој мултидисциплинарен пристап. Односно се направи процена од логопед, да се направи процена од дефектолог, тука да се направат некои невролошки, педијатриски тестирања, обсервации, а на последната диагноза, односно F48, ја дава психијатарот, односно тој единственото лице кој може да даде диагноза детски аутизам. Затоа прашувам, кој треба тој да биде последен кој што треба да даде диагноза официјална за да се потврди дека навистина е аутизам. Претпоставам дека третманите се континуирани, кога станува збор за аутистичниот спектар на нарушување од сите специјалисти кои што се вклучени во процесот? Па можеме да кажеме дека овие состојби генерално на крајот од денот остануваат на логопедот и дефектолог. Зошто? Затоа што ние ги гледаме на подолга стаза, да кажеме, подолга временска стаза овие деца и целите нивни семејства, за разлика од психијатрите, педијатрите, невролозите, кои што прават, да речеме, преглед, а потоа ги следат на контроли. Затоа за самите психијатри, педијатри, невролози, многу е важна таа логопедска или дефектолошка процена извештајот, за однос на тоа да видиме дали таа обсервација која што сме правиле ние се совпаѓа со обсервацијата на приледот, затоа што просто некогаш некои деца поинаку се однесуваат во друга средина, односно тие ќе дадат многу подобри или пак полоши резултати пред друго лице, и во однос на сите тие извештаи се формира тоа мултидисциплинарно мислење, од каде потекнува и самата диагноза. Да, психијаторот, неврологот може да препишат одредена медикаментозна терапија, психолозите да даваат психолошка поддршка, педијатарот да прави на развојно следење на самиот пациент, додека пак логопедите и дефектолозите ги третираат со примена на техники, со примена на методи, вежби кои што се научно поддржани, како би се добиле позитивни или резултати за самиот пациент. Добро, кажавме дека нема статистика кај нас заради тоа што некако ништо не функционира, па дури ни статистиките кои што не се вадат од надлежните за да се знае точно колку има деца со аутистичен спектар на нарушувања. Како што кажав ви на почетокот, кога разговарам секогаш се вели, барем секое второ, претходно кога ми гостува во однос на аутизмот, кажа дека скоро секое трето дете има аутистичен спектар на нарушување. Сега зависе колкав е спектарот и колкави се тие, како да кажам, развојни нарушувања кај него. Во колкав процент е тоа. Меѓутоа, навистина е доста застапен. Имате ли сознание, како некој кој што е вклучен
подолго време во овие третмани. Зошто, што е проблемот што толку почнува често да се јавува? Видете вака, кога прво Не се знае нели што е точно причината, меѓутоа зачестеноста загрижува. Така, пред се што морам да напоменам кога кажавте за статистиката во Македонија. Многу е важно да се напомене дека голем зошто немаме ние јасна слика за лицата со аутизам во Македонија. Од проста причина што многу голем број од нив се недиагностицирани. Односно, многу доцне добиваат таа диагноза или пак се јавуваат на место, дали е тоа логопед, дефектолог, психијатар, каде што не ја добиваат таа диагноза, или пак тоа не е навремено и адекватно препознаено, па многу деца се класифицираат како развојна дисфазија, интелектуална попреченост. Бидејќи некои симптоми се преклопуваат, па може некој симптом да се припише на нешто друго. Така, затоа велам таа диференцијална диагностика е многу важна. Сега кога второто прашање кое што беше за зошто има толку многу деца. Прво треба да кажеме дека не можеме да кажеме дека секој второ или трето дете има аутизам, од проста причина што аутистично однесување може да имаат многу состојби. Но аутизам, како аутизам, дел од аутистичен спектар си е посебна состојба. Аутистично однесување во рана возраст може да се јави кај развојна дисфазија, може да се јави кај други первазивни расстройства, може да се јави кај лесна интелектуална попреченост, повторно се враќаме на тоа добра диференцијална диагностика, а во однос на тоа кои се причините за појава генерално на овие расстройства, можеме да забележиме дека по анамнезата која даваат родителите, дека се повеќе родители добиваат деца на поголема возраст, односно над 35-38 годишна возраст. Тие во тек на бременоста се изложени на доста медикаментозна терапија, како антибиотици и други терапии, потоа големи појави на инфекции, бактериски инфекции во текот на бременоста, нездрав начин на исхрана и голем број други фактори, меѓу кои што се и генетските предиспозиции кај овие состојби, и затоа велиме на крајот дека причината е идиопатска. Да, има многу голем тригер фактори кои што покажуваат дека влијале негативно на самата бременост, но ние не можеме да кажеме дека точно таа причина предизвикува аутистичен спектар. И затоа велам дека аутизмот, уште верувам, доста долго време ќе биде мистерија за науката и за медицината. Навистина мистерија. И сега некако вајде вака да ги, како да кажам, да им посочиме на нашите гледачи и на оние кои што ќе не следат, и секако тука и да потенцирам дека знаете отворена контактна емисија сме, доколку сака некој да се вклучи во разговорот, да постави некое прашање, слободно може да се јави на нашите телефони и да се приклучи во нашиот разговор. Бојан, што е тоа специфично што треба да го препознаат за да се посомневаат дека постои аутистичен спектар на нарушување? Кои се тие некои специфични симптоми? Пред се апелот потекнува од сомнежот кај родителот. Родителот добро забележува, без разлика колку и да е едуциран за таква состојба или не, дека моето дете се однесува малку поинаку од другите деца. Кои се тие први симптоми? Најчесто овие развојни расстройства, многу, ајде речем, малку, па и ретко од нив, се јавуваат од самиот почеток на раѓањето. Односно, тоа може да се јави, нели, како кај церебрална парализа, некои тешки видови на интелектуална попреченост, одредени синдроми, но просто кога зборуваме за развојни расстройства, како развојна дисфазија, аутистичен спектар и така натаму, главниот аларм и проблем се јавува таа, да речеме, година и пол до 2 од возраста на самите пациенти, односно од 18 до 24 месечна возраст, кога детето на некој начин родителот опишува дека добро се развивало, почело да кажува одредени зборови, но преку ноќ како тоа да се повлекува во себе си, како да го губи контактот со очи, не се врти на името кое ќе биде повикано, прави чудни движења со рацете испред очите, ги доближува играчките блиску или странично ги гледа со очите, се губи комуникацијата вербална и невербална која воспоставувало детето, веќе не користи показен дес со показалецот, туку го фаќа возрастниот за раката и го носи, одлично може да запомнува мелодии, она што спомнавме, преголем интерес за баркодови, диносауруси, броеви, букви, планети и така натаму. На неги се појавуваат голем број на стереотипи и репетативни активности, односно играта не е замислена, имаме расфрлање на играчки, често пати тантруми, редење на играчки во низи, правење некои чудни, да ги наречеме ритуали, кои што се необјасневи за родителот и за својата околина. Тоа е оној, да речеме, прв аларм кој што укажува дека треба да се побара стручна помош, дали тоа од логопед, дефектолог, психијатар, педијатар и така натаму. Така. Секогаш сме кај развојната дисфузија,
дисфазија. Што е специфично пак за неа? Развојната дисфазија, често родителите кои ќе побараат на интернет, читаат дека тоа е само нарушување на јазичната мисла, односно нејзиното организирање, структурирање и изразување, но таа е многу повеќе од тоа. Тоа е исто така развојно говорно јазичко расстройство кое што честопати кога е рецептивен тип на развојна дисфазија, бидејќи може да биде експресивен и рецептивен тип, кога е рецептивен во рана возраст таа многу личи на аутизмот. Но за разлика од аутистичниот спектар на нарушување, оваа состојба се разликува повторно по таа диференцијална дијагностика. Зошто? Ако овие деца се јавува желба за игра, ако овие деца колку и да не користат вербална комуникација, ќе се јави тој показен гест. Како проаѓа времето, оваа состојба многу, да речеме, побрзо избледува и се подобрува клиничката слика под дејство на третмани, за разлика од аутистичниот спектар, и при тоа оваа состојба го зафаќа говорот, го зафаќа јазикот, односно честопати децата зборуваат во оние аграматични форми, наместо мајка ми велат мајка ти, користат форми како бешов, седов, јадов, имаат потешкотија во училишните способности, односно лош ракопис, тешко совладување на математички операции, потешкотија во разбирање на оние непишани меѓуврснички правила, потоа потешкотија во раскажувањето и голем број други потешкотии во говорот и јазикот и генерално социјалното функционирање, но значително подобра прогноза за разлика од аутистичниот спектар на нарушување. Како оди третманот? Третманите, значи, прво започнуваат со добра дијагностика. Добре. Треба да се направи дијагностика, да се направи процена, каде што ја дијагностицираме, односно утврдуваме за кој вид на состојба станува збор, потоа се заправи протокол, односно план и програм за работа, каде што ние на родителот му кажуваме што работиме ние овој месец, што очекуваме после овој месец, што работиме во следните, пример, 3 месеци, што очекуваме потоа. И правиме ние ретестирање, реевалуација на тие месец до 3 месеци, како би знаеле како напредува самата состојба. Тука се применуваат потоа вежби за стимулација на аудитивната и визуелната перцепција, потоа методи за говорна јазична стимулација, развој на говорот, усвојување на системите на зборови, односно имењки, глаголи, придавки и така натаму, нивно врзување во една граматички целосна и сложена реченица, потоа вежби за фина и груба моторика, мелодиско-интонациона терапија, односно голем број видови на методи, вежби, не се тоа само неколку, кои што ќе дадат одлични резултати на крајот од самиот ден. А во однос на тоа колку траат самите третмани, тоа зависи од повеќе фактори, односно тоа колку е адекватен третманот, како и колку се вежба дома од страна родителите и нормално која е тежината на клиничката слика на пациентот. Сега, колку е важна тука и улогата на родителот? За надминување на овие проблеми. Вие, нели, давате се од себе кога се тие кај вас во центарот, оној ваш третман што треба да го спроведете на дечињата, колку тука улога во надминување на проблемот имаате родителите, бидејќи кажавте дека и знаеме дека нели после тоа треба и дома да работат со своите дечиња. Апсолутно. Во литературата честопати се среќава дека родителите, односно семејството е котерапевт во третманот. И не само за сезином што преку нам зоват, туку и за сите проблеми сите состојби здравствени со децата, да. Па и не само со децата, туку и во здравствите, или тука се пациентите постларингектомија, со афазија и така натаму. Да, семејството, како што кажав, е котерапевт во самиот третман, но друга страна што мора да напомениме, честопати логопедите, дефектолозите, па и да речеме јавноста која зборуваат за овие деца, кривицата ја укажуваат кон родителите, дека родителот не посветува доволно внимание, дека родителот не вежба доволно, но тука да ставиме на, како го речеме, стоп граница, бидејќи честопати ги кривиме родителите, но родителите не се толку виновни за тоа. Зошто? Прво, многу од родителите не живеат во заедница со баба, со дедо. Многу од нив немаат финансии за да може да се насочат кон голем број на логопедски дефектолошки третмани, градинки и така натаму, за да можеме да кажеме дека родителите имаат премногу време за вежбање со овие деца. Но од друга страна, затоа сме ние тука логопедите и дефектолозите да им пружиме како човек на човека рака на самите родители и при тоа да ги слушаме и нив. Каков е нивниот живот, какво е нивното функционирање, бидејќи
покрај детето повредениот во оваа состојба и семејството, односно родител. Треба и тие да бидат во добра состојба за да им помогнат и нив. Апсолутно, да придеме и кон родител, на некој начин ние да почнеме да правиме едукација за родител, да правиме обука, за некој начин да го навлечеме кон тоа како тој низ едноставни, да ги наречеме дневни активности, тој може да вежба на некој начин со своето дете дома, бидејќи на крајот од денот, ако родителот знаел како да вежба со своето дете, нема да го носи на логопед и дефектолог, туку тоа би го правил сам дома. Затоа, како што кажав, работата, да, со пациентот, односно децата, но работа и со родителите во вид на едукација и обука за спроведување на третман во домашни услови. Значи, третманот би бил поуспешен кога нели цело е кога има се и кога вие како терапевти, а и родителите како некои кои што треба, нели, кога ќе бидат дома со своите дечиња да работат, за да што побрзо се надмине овој проблем. Обично, после колку време, кажавме дека индивидуално, не некоја ни временска рамка која што може да се каже за надминување на развојната дисфазија. Колку е потребно? Така, не би можело... Една временска рамка, да кажеме 2-3 месеци, 4. Така, знам дека е индивидуално, меѓутоа чисто вака. Не би можело да се каже точно, да, не би можело да се каже точно од која причина, затоа што не сите клиенти се јавуваат на ист временски период и при тоа не сите имаат иста тежина како вие состојба. Например, нели, ова не е состојба која можеме да кажеме дека иста како состојба кај сите деца, се јава во многу различни форми, но на ја што велам. Кога ќе почне да се вежба со логопедски или дефектолошки третмани, се гледа првиот напредок после 1 месец. На мозокот му треба да се направи свој запис од тие третмани, да ги наречеме вежби, односно специјална едукација, за да може детето да почне да ги применува тие активности во секојдневниот живот. Понатаму, тоа може да трае со месеци, зависи од тежината на состојбата, може некогаш да трае и со години. Значи, се зависно, како што кажав, од квалитетот на самиот третман кој се применува, но и од тежината на клиничката слика на кај овие пациенти. Но она генерално што можеме да кажеме, конкретно за мојот центар кога зборувам, дека ние навистина добиваме брзи резултати, каде за можеби 1 година, па дури до 2 години, децата со развојна дисфазија, тоа тешки видови на развојна дисфазија, стигнуваат до едни навистина задоволувачки резултати, а понатаму ние се пратиме, нели, со консултации, онлайн консултации, контролни прегледи, за да стигнеме до ајде да го наречеме идеал, односно совршенство, кое што го креираме преку самите третмани. Така. Што би кажале за интелектуалната попреченост? И тоа е еден, како да кажам, специфичен, една специфична појава кај дечињата. Која е вашата улога во ова? Интелектуалната попреченост, или да појасниме за гледачите по-старо, ментална ретардација, тоа е промена во самиот назив, е состојба со која е запознаен човекот од самото негово постоење. Сите ние околу нас имаме некое лице, без разлика дали е дете или возрасен, со одреден степен интелектуална попреченост, кој го познаваме, најчесто нели она што велиме од средината, од соседството. За разлика од порано, па можам да кажем нажалост и денеска, овие лица се ставени на, да речеме, ние маргини на општеството. Навистина е така, да. И за нив може да се каже дека најмалку се зборува. Најмалку и се обрнува внимание и се третира. А при тоа најмногу ги има. Тоа мора да се каже. Так. Значи, дури лица со лесна интелектуална попреченост честопати не се препознаени, а во оној училишен систем се окарактеризирани од соучениците, наставниот кадар како проблематично дете. Нормално, не секој проблематично дете има лесна интелектуална попреченост, но голема е веројатноста никој нив тоа да го има. Зависно од самиот степен, дали е тоа лесна, дали е умерена, дали е тешка, дали е длабока интелектуална попреченост, таа има своја клиничка слика со која се соочуваат голем број луѓе и генерално нели во медиумите кои се зборуваат, драго ми е што ја начнувате оваа тема за интелектуална попреченост, за овие лица премалку се зборува. Они навистина се ставени на една маргина и како за нив да се мисли дека да, ја имаат таа состојба, тоа е тоа. Мора да се живеат со тоа нема. И ништо не се презема. Така, јас сум многу среќен што сум магистар по интелектуална попреченост и аутизам и што голем број на пациенти со интелектуална попреченост се обратиле кај мене, односно во нашиот центар дошле, ние сме направиле одредени третмани и навистина квалитетот на живот кај овие пациенти е значително подобрен. За деца најпрво со лесна интелектуална попреченост, кои што честопати се многу бучни, имат потешкотија
во школските способности, се врзуваат премногу за брендови, марки, за телефони, за пари и така натаму, често пати влегуваат во проблем со околината. Значи, ние сме стигнали до едни, да речеме, стабилизирање на состојбата за тие да можат да имат адекватен начин на комуникација, интеракција со самата околина. Тука зборуваме за говорно-јазичните потешкоти кои што најчесто освојуваат како дислоди и алоди кај овие состојби. Так. Кажа дека си магистар, нели, токму по аутизам и интелектуална попреченост. Што ти даде порив да магистрираш на оваа тема, ме интересира, еве чисто така сега додека разговараше ми текнува да поставам прашањето. Знаете, во овие струки често пати бидејќи маргинализацијата на луѓето. Така, знаете како, во овие струки најчесто голем број логопеди ќе ви кажа дека работат само со артикулацијски, односно неправилен изговор на гласови. Многу дефектолози ќе ви кажа дека работат само со потешкоти во учењето. Многу ќе ви кажа дека работат само со аутистичен спектар нарушување така натаму, но на крајот од денот кога ние студираме, ние ги изучуваме сите овие состојби, на некој начин не оспособуваат преку факултетското образование да ги третираме сите овие состојби. При тоа, од самиот почеток на моето работење, јас би кажал дека ги имам сретнато сите видови на состојби со кои сум ги изучувал на факултет, но најбројни биле аутизмот, односно аутистичниот спектар, интелектуалната попреченост и афазиите. Од тука може би потекне оној, нели, порив, зошто јас треба тоа да го студирам, па затоа би кажал дека навистина не сум сгрешил, сум добил доста знаење од таа магистратура и тоа секојдневно го применуваме во нашата секојдневна работа, навистина добиваме едни прекрасни резултати. Вака малку да ни ги објасниш третманите околу она интелектуална попреченост. Што преземате? Кој е вклучен? Предпоставам дека и логопед и дефектолог исто, психолог. Така, значи начелно во секојдневниот третман се вклучени логопедите и дефектолозите или панели поново специјални едукатори и рехабилитатори, но нормално тука мултидисциплинарниот пристап повторно е вклучен, односно имаме невролог, имаме психијатар, така, оној семеен лекар или педијатар, зависно од возраста на пациентот, психолози и така натаму. Во однос на самите третмани, логопедот е оној кој што се труди да извлече максимум зависно од тежината на интелектуалната попреченост, зависно тоа дали станува збор за алогии, дали станува за дислоги, односно се добие говор максимално функционален за самата индивидуа, додека кај лицата кои што имаат многу потешки видови на интелектуална попреченост, не треба да кажеме само тоа е тоа, тој не зборува. Наспроти, треба да видиме како се работи во Европа и на Запад, односно дека се користат методи на алтернативна и аугментативна комуникација, со знаци, слики, табли и така натаму. До друга страна, дефектологот, оној како што кажува и самиот назив, врши специјална едукација, односно оспособување на овие лица за секојдневно живење и психомоторна реедукација, односно на крајот од денот, она што кажавте на почетокот, доведување до квалитетен живот и максимална функционалност зависно од тежината на самата состојба. Сега има еден момент кога, нели, и логопедите, и дефектолозите, и детските психолози, кога ги третираат дечињата со сите овие проблеми за кои што говориме досега, многу е важно и вие да бидете ни благородни луѓе, позитивни, секогаш да пристапувате со љубов во работата, бидејќи тие, нели, сето тоа и го чувствуваат. Па колку повеќе вие пристапите со љубов и со разбирање кон нив, толку и тие ќе ви возвратат, нели, во она што треба вие да им го посочите за тие, нели, да го прифатат, да го применат, па и да се подобри нивната состојба. Знаете како велат, човек кој ги сака децата, животните, цветињата, мора да биде добар човек. Тоа е една начело по кое се водам јас и да, за разлика можеби од други професии, каде што ние секојдневно се среќаваме најчесто со возрастни лица, на крајот од денот тоа е, како да кажеме, услуга, каде што, нели, има нарачател на услуга, изведуваме таа услуга и можеби веќе никогаш повеќе нема да се видиме со тој клиент, но за разлика од тие некои други професии, во овие професии ние секојдневно се гледаме со овие пациенти и ова се пред се луѓе кои што одлично препознаваат топлина
љубов и искреност, и доколку тие тоа не го добијат или она што помладите велат, ако не се кликнеме ние на прво видување, тука резултат позитивен нема. Просто овие се такви професии каде што или ќе се кликнете вие со детето од сам почеток, или тука нема да има напредок. Тие лица одлично препознаваат кое лице сака да им помогне, кое лице има премногу трпение, пошто е потребно многу трпение и разбирање за оваа професија, и на крајот од денот, како што кажав, подавање топла рака, полна разбирање, љубов и пред се пријателство, бидејќи секој од нас има дете, ако работиме со овие деца, се буди тоа дете во нас и навистина треба да негуваме за да оствориме добра интеракција со овие пациенти. Сега би сакала да прашам какво е чувството ваше кога на некого ќе му помогнете и кога еве после одреден период ќе ги добиете резултатите, ќе видите дека се извинувам на тоа дете, сето она што вие сте го работеле со него влијаело и вродило со резултат за да се подобри состојбата и да има поквалитетен живот. Како вие се чувствувате како? Видите, чувството веројатно како некој кој што еве има благородна професија, кажав и на почеток. Да, тоа чувство можам да кажам дека се опишува само ако се доживе. Тоа е едно прекрасно чувство, но уште поубаво тоа чувство е кога тие исти пациенти, односно деца, нивни семејства, ќе ги сретнеме после низ години, ќе ни кажат да, моето дете порасна, веќе е добар, или пак истото дете веќе пораснало, па ќе ви дојде на посета во вашата ординација, да се заблагодари. Тоа е она најубаво чувство што можам да кажам, бидејќи верувајте дека онаа топлина човечка измеѓу нас која постои не се заменува ниту со финанси, ниту со ништо друго. Затоа треба да знаеме да се почитуваме и да си помагаме. Сега Бојан, тука сме некаде при крајот со емисијата, меѓутоа деновиве додека еве нели се подготвував за емисија, најдов на една информација која што ја има истакнато Нермин Теловска, таа е директорка на Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација, не знам дали ја познаваш, ете така. Таа вели дека се почесто доаѓаат деца кај кои што мора да се одложи тргнувањето во прво оделение поради говорно-јазични проблеми со моториката. Освен екранизам, расте бројот на деца, како што кажав, со говорно-јазични проблеми, потоа когнитивен развој, несоница, проблеми со учење, најмногу со вниманието. Од вашето искуство, како вие, еве некако вака да го заокружиме разговорот, каков совет би дале на родителите, бидејќи навистина ова што се случува со дечињата е, како да кажам, малце загрижувачко. Не е само овие проблеми за кои што говоревме досега, и овие кои што ги напоменав. Значи, говорно-јазичните проблеми, екранизмот е доста застапен, значи несоницата, проблеми со учење, не можат некои дечиња и да научат да една лекција што се вели мора да имаат секогаш помош, што во наше време и во верувам и во твое не било така и не можете да им го задржите вниманието. На што се должи сето ова? Што вие би ги посоветувале овие денешни родители, млади кои што навистина еве треба да изгледаат едно дете, да го, како да кажам, во една здрава личност која што понатаму треба да се школува, па еве да се образува и во висока институција образовна, па да стане нели некој дипломиран еве логопед, психолог, доктор и така натаму, да биде успешен понатаму во својата професија. Што се тие најголемите, како да кажам, фактори кои што влијаат лошо врз развојот на детето и на што најмногу треба родителите да обрнат внимание? Пред се треба да постои љубов помеѓу двајцата партнери кои што ќе бидат родители, бидејќи како велиме стресот е она што убива се. Тоа е првиот, да речеме, како фактор. Потоа да живееме здраво, односно да не очекуваме дека просто небо ќе ни падне нешто и ќе направи чуда, туку ние секојдневно да работиме на нашето здравје, здраво да се исхрануваме, да имаме здрав сон, односно добар животен биоритам. Потоа, она што може да се направи е добро да се едуцираме за самата бременост и за станување на родителите, пошто ајде да речеме лесно е да се створи дете, но многу е тешко истото да се разбере и да се чува. Пред да се одлучи некој да биде родител, добро да се едуцира за што е бременоста, затоа што многу родители нормално не се медицински образовани за да знаат кои видови инфекции, бактерии, штетни фактори постојат за самата бременост, но да, затоа тука е матичниот гинеколог,
тука се педиатрите кои што може да укажат на што да се внимава. Денеска имаме интернет, како што велиме, да, децата се изложени на технологија, но тоа е, како да кажем, лоша навика на самите родители на деца. Тука не е проблемот во технологијата. Технологијата е создадена за да му служи за добро на самиот човек, да користи таа технологија, да се едуцира како максимално може да се понуди и приушти на самата жена добра и квалитетна бременост, да нема изложување на штетни фактори, секогаш да се следат насоките на гинеколозите, а понатаму, значи, кога ќе се јават оние први, да речеме, симптоми кај самото дете кои што создава чувство дека може да има некаков проблем, да не оставаме на случајност, и ова ќе звучи можеби многу, ајде да речам, ладно, но да не ја слушаме околината, туку да го слушаме нашето чувство дека нешто не е во ред со нашето дете, веднаш да се јавиме ке стручно лице, бидејќи тие стручни лица учели, имат искуство со вакви состојби, на крајот од денот, кога има потреба за логопедски или дефектолошки третман, да се започне на време за да се добијат што побрзи и подобри резултати. Во секој случај, се што е невообичаено во развојот на детето, кога ќе забележат родителите, никогаш да не оставаат на случајност, а туку навистина да појдат да се посоветуваат со стручно лице за да видат дали е само нешто што се вели нешто незначајно или пак е нешто навистина што треба да се третира и да се појде кај одредени стручни лица како што сте вие, логопедите, дефектолозите, поново, како што кажа, специјални едукатори и рехабилитатори, па и детски психолози, зашто да не, затоа сте сите тука, за да помогнете за секој проблем кој што може да го има едно дете. Бојан, јас благодарам навистина денеска што беше дел од ваш термин и многу ми е драго еве што се договоривме да гостуваш. Секако тука сме секогаш за соработка, се што треба може да се договориме повторно, па да ги информираме нашите гледачи, бидејќи навистина ми се чини дека многу треба повеќе да се прават емисии за деца и за проблемите кај нив. Апсолутно, можеме да кажеме дека и ова јавно подкревање на свеста, односно свесноста кај родителите на времено да се јават на третман и преглед на консултација ке педијатар, логопед, дефектолог е благодарени на вас медиумите, бидејќи добрата комуникација помеѓу нас, логопедите, дефектолозите и вас медиумите допринесе до тоа ни е и целта. Да, до производ каде што навистина урочил плод, да се подкрене јавната свест за овие состојби и да се подкрене свеста за логопедијата и дефектологијата во Македонија. Така, ти благодарам уште еднаш, а тука би сакала да потенцирам до сите оние кои што не следат. Значи, мојот денешен соговорник беше магистар специјалист Бојан Богдановски, кој што е логопед, инаку има сопствен центар кој што е отворен неодамна и кој што веќе добро функционира, СЛП Бојан, кој што е центар за логопедија, специјална едукација и рехабилитација. Сите оние кои што не следат, а сакаат да стапат во комуникација со Бојан за некој проблем со нивните дечиња, можеби внучиња, ако не следат некои баби и дедовци, можат слободно да се јават во телевизија Сонце, ќе ме добијат мене, ќе го дадам јас контактот и секако ќе можат да појдат да се исконсултираат за секој проблем со Бојан. Ви благодарам многу за вниманието, уште еднаш Бојан ти благодарам и тебе. Се гледаме повторно за 7 дена во исто време со нова тема и нов соговорник.